Централно издание на Дневникот Добро вечер. Еве кои настани го одбележаа овој 8 септември. Македонија одбележува 25 години независна, самостојна и суверена Република Македонија. Доделени 7 септемвриските награди во општина Кавадарци. Две години затвор доби српскиот државјанин кој ја предизвика сообраќајката кај Димир Капија. 1 година доби македонскиот државјанин. Дваесет години независна, самостојна и суверена Република Македонија. На овој ден, 8 септември во 1991 година, македонскиот народ со убедливо мнозинство од 95% излезе на референдум. Овој ден ги обединува во себе сите борби на македонскиот народ за самобитност, државност и независност. Дваесет години независна, самостојна и суверена Република Македонија. На овој ден, 8 септември во 1991 година, македонскиот народ со убедливо мнозинство од 95% излезе на референдум и позитивно одговори на референдумско прашање дали сте за самостојна Македонија со право да стапи во еден сојуз на суверени држави на Југославија. Резултатите сами по себе говорат за успешноста на референдумот. Овој ден ги обединува во себе сите борби на македонскиот народ за самобитност, државност и независност. Во него се вткаани Карпошовото и Кресненското востание, борбите на ножот, солунските атентати, двата Илиндена. Со интонирање на македонската химна и Велес го започна чествувањето на 8 септември на спомен костурницата во знак на почит на борците од Народно-ослободителната војна. Свежо цвеќе положија делегации на општина Велес, Армијата на Република Македонија, Сојузот на борците од Народно-ослободителната војна, делегации од институции и установи, политички партии и здруженија на граѓани. Треба заедно да работиме за релаксирање наместо заострување на односите во општеството, а изборите се шанса за да завртиме нова страница, бидејќи целото општество стана жртва на политичката криза, посочи председателот Ѓорѓе Иванов на традиционалниот свечен прием по повод 8 септември, денот на независноста на Република Македонија. На традиционалниот свечен прием по повод 8 септември, денот на независноста на Република Македонија, председателот Ѓорѓе Иванов порача дека треба заедно да работиме за релаксирање наместо заострување на односите во општеството, а изборите се шанса да завртиме нова страница. Според него, целото општество стана жртва на политичката криза. Но за разлика од пред 5 години, овој јубилеј не затекна раскарани и поделени со меѓусебна недоверба и омраза. Ова година во која кулминираше политичката криза, беше можност за општествена катарза, за прочистување на нашето општество од сета неодговорност, нетрпеливост и омраза што се наталожија во изминатиот четврт век. Оваа јубилејна година требаше да биде пресвртница и нов почеток. Но наместо тоа, продолживме да тониме се подлабоко во калта на реваншизмот и меѓусебните обвинувања. Иванов порача дека на 11 декември треба конечно да се одржат долгоочекуваните предвремени парламентарни избори. На изборите не е важно само кој ќе освои најмногу гласови и кој ќе владее во наредните 4 години. Тоа ќе го кажат граѓаните, но многу поважно е како ќе тече предизборниот и изборниот процес. Дали ќе се почитува волјата на граѓаните не само од победникот, туку и од поразениот, а најважно од се, она што ќе следи по изборите по 11 декември. Во услови на блокирани европски и евроатлантски интеграции, според македонскиот председател, неопходно е Македонија да направи стратегиско свртување кон внатре, односно да ги реформира и унапреди институциите. Ако Европската Унија нема волја да ги започне преговорите за членство и да отвори поглавје за Македонија, тогаш ние самите треба да ги отвориме 34 поглавја и ние сами треба да ги исполниме критериумите за членство во Унијата, истакна Иванов.
Низ целата земја денес се чествува 8 септември. За тоа како во Велес се одбележа овој ден, во првиот дневник имавме директно вклучување од Спомен Костурницата. Таму беше колешката Александра Давидковска, а нејзин соговорник беше градоначалникот на општина Велес Славчо Чадеев. Прво би го честитал на сите граѓани на Република Македонија, на Велес, на граѓаните 8 септември, денот на независноста на Република Македонија. Тоа е соно што низ векови и низ генерации се проткавал и остварен токму пред 25 години. Моето задоволство уште е поголемо што јас бев дел од тој референдум, застапник на тој референдум, истовремено и бев и на прославата на прогласувањето на резултатите од референдумот. А тоа значи дека се оствари сонот. Македонија е веќе 25 години независна држава која полови низ оноа што се вели патот кон Европа, кон самостојноста, кон затврстувањето на државните приоритети. Сепак држава се гради со години, со векови. Ние сме само еден сегмент што поменало во изминативе 25 години. Јас едноставно би посакал иднината на Република Македонија веде таму каде што е местото во рамките на Европската унија, во рамките на НАТО и сето тоа да биде заокружено со една стабилност која ќе се проведува низ години, што значи успех во секој сегмент за Република Македонија. Голем број мотоциклисти од Македонија и од други држави се вклучија во ревијалното мотодефиле за Денот на независноста на Република Македонија. Традицијата продолжува. Мотоциклистичката федерација и годинава се вклучи во спортските настани за одбележување на државниот празник 8 септември. Голем број мотоциклисти од Македонија и од други држави се вклучија во ревијалното мотодефиле за Денот на независноста на Македонија. Скоро секоја година ние тука поминуваме, правиме едно дефиле кратко, така да збогатиме малце таа прослава на грозието и на виното во Кавадарци и во исто време еве тука со околу 300 моторцикли денеска поминуваме низ Кавадарци и продолжуваме према Охрид каде што ни е втората вечер од тридневниот рели тридневното рели Македонија независност. Моторелито започна со поаѓање од плоштадот Македонија на 2 септември, од каде се поминуваше низ градовите Куманово, Кратово, Пробиштип, Кочани, Виница, Берово, Струмица и Стар Доиран. Утредента на 3 мотоциклистите поминаа низ Гевгелија, Кавадарци, Прилеп, Битола, Охрид, а крајната цел беше Струга во кампот Ас. Веќе минатиот ден го возевме Скопје Доиран. Нормално застануваме на попатни места во некои градови каде што не пречекуваат и граѓаните и така за едно општо задоволство на сите да видат како е тоа се добро организирано и како со мотори може да се вози и паметно и безбедно. Нормално дека тука морам да спомнам дека не води македонската полиција и напред и назад. Традиционалното меѓународно рели успешно е реализирано од страна на мотоциклистичката федерација и може да се каже дека е една од најстарите манифестации кои во континуитет се организираат за одбележување на Денот на независноста на Македонија. Советот и градоначалникот на општина Кавадарци вчера вечер ја одржаа редовната свечена седница на највисокото законодавно тело на општина Кавадарци. Повод беше одбележувањето на 7 септември, општинскиот празник и 72 годишнината од ослободувањето на Кавадарци. Традиционално беа доделени 7 септемвриските награди. Свечена седница на највисокото законодавно тело на општина Кавадарци беше одржана вчера во рамки на 72 годишнината од ослободувањето на Кавадарци, празникот 7 септември. Прилика повеќе да се направи ретроспектива на едногодишната работа на Советот и градоначалникот. Председателот на Советот Горица Пеливанова Вилхелм во своето обраќање до присутните зборуваше за активноста на ова тело изминатата година, при што советниците донале повеќе законски акти, решенија и одлуки со што се створиле услови за решавање на бројни прашања и проблеми со кои се соочувале граѓаните од градот и руралните средини. Позначени одлуки кои беа донесени се одобрување средства од буџетот за малиот групен центар за социјална работа во Кавадарци
за црквата Света Петка за поддршка на невладините организации, еднократна парична помош за секој новороденче, одлуки за доделување на финансиски средства за лекување на наши сограѓани, за здравствен дом, културни настани, учество во изградби на фекалната канализација во село Бокула, при изградба на дел од главниот колектор за отпадни води за град Кавадарци. Градоначалникот Панов ги наброја по карактеристичните изведби во текот на изминатите 365 дена и претходниот период, како што се доградба на кеот на реката Луда Мара, замена на азбестно-цементните цевки на водоводната мрежа во горната зона на градот, реконструкција на филтрите на Лукар, нови апарати и возила во здравствен дом Кавадарци, асфалтирање на патот Крњево Бохула и други. Уредување на просторот зад лепотиците и финиширање на мини пазарчето, кој што го започнавме овие денови. Уредени се сите влезови во градот Кавадарци. Изградено е двојно тениско игралиште како резултат на ангажманот на Агенцијата за млади и спорт. Се асфалтира во моментот патот Крњево Бохула и заврши поставката за асфалтирање на делот на патот, останатиот дел од Страгово до селото Крњево. Изградена е комплетна нова канализациона мрежа во селото Бокула. Отпочнато е со работа на влезот во градот. Традиционално беа доделени и 7 септемвриските награди. Годинава Советот највисокото признание го додели постхумно на ликовниот уметник Глигор Чемерски. Потоа на примариус доктор Бранко Поповски, раководител на гинеколошко-акушерското оделение во Општа болница Кавадарци, и на Благој Пешиќ, познат тренер во стрелаштво. Српскиот 46 годишен возач Драган Степановиќ доби 2 години затвор, додека 60 годишниот струмичанец Ѓорги Витанов доби 1 година затвор за учеството во сообраќајката која се случи кај Демир Капија, при што загинаа сопружници од Скопје, а беше повредено и нивното дете. Катерина Нацева ги има деталите. 2 години затвор доби српскиот државјанин 46 годишниот Драган Степановиќ, а 1 година затвор за 60 годишниот струмичанец Ѓорги Витанов за учество во сообраќајката која се случи кај Демир Капија, во која загинаа сопружници од Скопје, а беше повредено и нивното дете. Двајцата возачи беа прогласени за виновни за кривичното дело, тешки дела против безбедноста на луѓето во сообраќајот, во судскиот процес кој се одвиваше во Основниот суд Гевгелија. Витанов, возачот на автобусот, доби помала казна, бидејќи го призна делото за кое го товареше обвинителството. Српскиот возач пак, за кој оценето дека е предизвикувач на сообраќајката, не го призна делото. Степановиќ останува во притвор до правосилноста на пресудата. Тој и Витанов беа обвинети дека на 3 август во 7 часот со нивните постапки при возењето предизвикале сообраќајна несреќа во која починаа скопските сопружници Билјана и Небојша Пајкиќ, а нивниот 7-годишен син и сопругата на Степановиќ се добиле со тешки повреди. Сообраќајката се случи на делницата од Демир Капија Удово, кога Степановиќ со неговиот автомобил и семејството одел на одмор за Грција, а Витанов превезувал патници со автобус на линијата Струмица Битола. Општина Велес апелира до граѓаните до 15 ноември да ги подмират даноците за комунална такса и данок на имот. Во спротивно, нивната обврска ќе биде зголемена за износот на затезна камата за ненавремено плаќање. Општина Велес апелира до граѓаните кои се даночни обврзници по основ данок на имот и сите правни лица и трговски поединци, обврзници по основ комунална такса за назив на фирма и данок на имот, да ги подмират даноците согласно роковите кои се предвидени. Оние па кои немаат добиено решение, истото да го подигнат од граѓанскиот сервис центар на општина Велес. Рокот за извршување на обврските за подмирување на даноците е до 15 ноември оваа година. Градоначалникот Чадиев по ова прашање вели дека очекува навремено да бидат подмирени обврските. Комуналната такса е стандардизирана работа, која што овој период веќе е дистрибуирана, односно повиците се упатени до собствениците, до граѓаните на општина Велес, и ние очекуваме наредниот период, како и секоја година, со мали исклучоци да не биде реализирано, бидејќи наплатата на комуналната такса е редовна во нашиот град. Доколку даночните обврзници до предвидениот рок не го подмират својот долг, нивната обврска ќе биде зголемена за износот на затезна камата за ненавремено плаќање.
Локалната самоуправа апелира до сите граѓани да ги подминат обврските со цел да придонесат за развој на општина Велес. Средства во износ од 25 милиони евра се на располагање на општините обезбедени преку Светска банка, а наменети за капитални проекти во општините со кои ќе се подобрат условите за живење. Министерството за финансии го објави јавниот повик до општините. Вести од Македонија. 25 години самостојност слави Република Македонија. На 8 септември 1991 година успешно се спроведе референдум на кој македонските граѓани се изјаснија за самостојна и суверена држава. Над 95% од граѓаните што излегоа на референдумот се изјаснија позитивно на прашањето дали сте за самостојна Македонија со право да стапи во иден сојуз на суверени држави на Југославија. Во чест на празникот синоќа во Македонскиот народен театар се одржа свечена академија на која се обрати председателот Ѓорѓе Иванов, како и манифестацијата Бела ноќ која на граѓаните им овозможи бесплатен влез во националните и локалните институции од културата низ Македонија. Средства во износ од 25 милиони евра се на располагање на општините обезбедени преку Светска банка, а наменети за капитални проекти во општините со кои ќе се подобрат условите на живење. Министерството за финансии го објави јавниот повик до општините. Локалните самоуправи можат да аплицираат за средства за вториот проект за подобрување на општинските услуги, кој пак представува продолжение на првиот. Условите под кои општините ќе можат да аплицираат за средства од проектот се исклучително поволни. Рок на отплата до 13 години, со вклучен грејс период до 3 години и каматна стапка која е еднаква на каматата што ја плаќа Република Македонија кон Светска банка, односно 6-месечен Еурибор. Врз основа на одобрена техничка документација, во согласност со критериумите од проектот, парите ќе се одобруваат по принцип прва пријавена, прва услужена. Краен рок за доставување на апликациите од општините е 2 месеца од денот на објавувањето на повикот, односно најдоцна до 7 ноември 2016. Тригодишен аранжман од 553,3 милиони евра одобри Меѓународниот монетарен фонд за Босна и Херцеговина. Вонредна состојба во Солун и Пелопонез поради поплавите предизвикани од поројните дождови. Вести од светот. Тригодишен аранжман од 553,3 милиони евра одобри Меѓународниот монетарен фонд за Босна и Херцеговина со цел поддршка на имплементацијата на реформската агенда на Босна и Херцеговина. Со оваа одлука се овозможува непосредна исплата на околу 79 милиони и 200 илјади евра, а остатокот ќе биде достапен во 11 рати. Во областите на Солун и Пелопонез прогласена е вонредна состојба поради поплавите предизвикани од дводневните поројни дождови, јави агенцијата АНА. На состанокот во градот Каламата, на кој присуствуваше владина делегација, одлучено е да се превземат вонредни мерки. Досега во поплавите животот го загубија 4 лица, а едно се смета за исчезнато. Спасувачките тимови успеа да извлечат 24 лица во Солун, 29 се спасени во Лаконија и 21 лице во Месинија. Истрага за употребата на хлор во сирискиот град Алепо за денеска најави Организацијата за забрана на хемиско оружје, наведувајќи дека пријавите за користење на тој газ се вознемирувачки. Советот за безбедност при Обединетите нации имаат обврска да ги разгледаат извештаите на контролираните групи на Светската организација и Организацијата за забрана на хемиско оружје, кои ги обвинуваат сириските владини сили за напади со токсични гасови. Сириската цивилна заштита соопшти дека владини хеликоптери исфрлале барел бомби кои содржат хлор врз Алепо, што предизвикало гушење на 80 луѓе. Обсерваторијата за човекови права соопшти дека едно лице починало од гушење. Сириски војни извори демантираат дека во средата го нападнале Алепо со хлор.
Македонската кошаркарска репрезентација не успеа да го добие важниот меч против Унгарија за пласман на Европското првенство следната година. Карпош Соколи и Фени Индустрија одиграа нерешено. Вести од спортот. Македонската кошаркарска репрезентација не успеа да го добие важниот меч против Унгарија во рамки на третиот квалификацијски меч за пласман на Европското првенство следната година. Нашите момци имаа одлична атмосфера и огромна поддршка во салата Јасмин, но тоа не беше доволно за да се добие Унгарија, која беше подобра со 66:76 и ни го одзема европскиот сон за пласман на континенталниот турнир. Очекувавме ваков надпревар, неизвесен и физички. Ништо не беше за нас изненадување. Влеговме со цел високите играчи од помладите да направат што повеќе фаули. Успеавме во тоа. Имавме и ритам кој го водевме во текот на мечот, но не можевме да вратиме. Во последната четвртина немавме концентрација во тој период да го добиеме овој тежок меч, особено што го немаме Дамјан Стојановски помеѓу нас кој е 50% од тимот и таа празнина треба да ја надополнат некои кошаркари кои немаат толку искуство за вакви мечеви. Репрезентативецот Марко Дујковиќ ги анализираше 40 минути кои ни го донесоа вториот пораз во квалификациите. Ние се боравме, имавме големи шанси да победиме, но не успеавме. Загубивме многу енергија по мечот со Велика Британија, посебно откако го загубивме Дамјан. Се надеваме ќе се подобриме и работите ќе бидат како што треба. Ќе имаме тренинзи и со селекторот и со помошниците и ќе се обидеме да ги вратиме шансите и да ги надополниме загубените бодови. Ние треба да се средиме, да се издигнеме и да покажеме дека уште можеме во овие квалификации. Последните 10 минути на дуелот во полниот Јасмин каде имаше одлична навивачка атмосфера, црвено-жолтите имаа огромна поддршка од трибините, го одлучија прашањето на победникот. Во решавачките моменти македонските репрезентативци не можеа да го следат исцрпувачкото темпо на унгарците, кои во своите редови го имаа одличниот војвода, пошто гостите го напуштија Јасмин со трета победа во низа во квалификациите, со која направија голем исчекор кон посакуваниот Евробаскет во 2017. Ние сме мала нација, но моите играчи се изборија за победа. На овие квалификации е најважно играчите со срце и желба да играат на теренот. Повеќе пати во спортот не е важно само знаењето. Видовме дека македонците имаа големи шанси во Англија, но судењето беше лошо. Инаку ова беше тежок надпревар за нас. Бевме физички моќни и кога требаше, тогаш дававме погодоци. Со поразот од Унгарија се прекина импресивната серија од 14 години без пораз во евроквалификациите на домашен терен. Она што со години го градеа и чуваа Пеце, Врба, Тоше, Перо, Станко и останатите, денес замина во историјата. Последниот пораз во Македонија нашиот национален тим го има доживеано на 20 ноември во далечната 2002 година во Охрид, кога генерацијата на Умовски Стефанов загуби од Хрватска. Нашиот национален тим настапите во квалификациите ги продолжува веќе во сабота, кога му гостува на Луксембург. Крајно невообичаен резултат за еден кошаркарски меч имаше вчерашната пријателска средба помеѓу Карпош Соколи и Фени Индустри, која заврши со изедначени 63:63, а не се играше продолжение. Тренерите на двата тима, Синиша Матиќ и Љупчо Малинков, се договорија дека нерешениот епилог е најреалната завршница на овој меч и не ги изложија своите избраници на дополнителни 5 минути. Момците од Фени одлично го одиграа последниот напад за кој имаа 5 секунди и со тројка на хрватскиот интернационалец Матија Чешковиќ дојдоа до изедначување. Домашните имаа нешто повеќе од 2 секунди за да вратат со иста мера, но не успеа во тоа, откако Дарко Соколов не успеа да даде шут од исклучителна тешка ситуација. Кавадарчани повторно се прикажаа како цврст тим кој сезонава ќе биде во самиот врв на македонската кошарка. Драган Лабовиќ со 18 и Соколов со 15 поени беа најпрецизните во новиот македонски АБА лигаш. Чешковиќ со 16 и Горијан Марковски со 12 поени беа најефикасните кај Фени Индустри.
Денеска имаме облачно време со врнежи и дожд. Утре се очекува повторно нестабилно време со пороен дожд и грмежи. Графичкиот приказ во продолжение. Утре во сите храмови на Поврдарската епархија по завршувањето на Светата Божествена литургија ќе се отслужи молебен за почеток на школската година. Со оваа информација го завршуваме дневникот. Пријатно!